До крајот на неделава ќе се знае новата цена на струјата. Сите компании веќе ги доставиле пресметките до Регулаторната комисија за енергетика, која истите треба да ги разгледа и да ја формира цената. АД МЕПСО има побарано зголемување на цената за пренос на електрична енергија од 29,75%. Евана дистрибуција бара намалување за незината услуга дистрибуција на електрична енергија 2,8%. Евана Хоум за првите 6 месеци од следната година распиша тендер за набавка на електрична енергија, на кој што единствен понудува че ЕСАМА со цена од 56 евра за мегават час. Доколку се прифатат сите барања на компаниите, можно е покачување на струјата до 4% без ДДВ, појасни Бислимовски. Доколку се прифатат барањата како што се наведени, просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%. Доколку се прифатат сите барања. Значи, Регулаторната комисија за енергетика ги определува цените без ДДВ и зголемувањето од ДДВ, за да бидеме прецизни до крај, на цената е 4,72%, не е 5%. ДДВ-то се зголемува од 5 на 10%, но влијание на крајен трошок е 4,72%. Иако првично беше најавена можноста за корекција во вториот и третиот тарифен модел, од Регулаторната комисија информираат дека промени во тарифните модели и во ефтината струја нема да има. Од друга страна, не постои можност да се воведат тарифни модели за малите потрошувачи. Инаку, во изминатата недела повеќе владини министри, како и самиот премиер, неколку пати истакнаа дека драстично покачување на цената на електричната енергија, како и ценовни шокови за граѓаните, ќе нема.